На неполни 2 месеци пред стартот на ловната сезона за отстрел на крупен дивеч, како и на зајак и еребица, ловното удружение Текстил, кој ги поседува концесиите за двете ловишта во Полскиот и дел од планинскиот реон, се во неизвестност дали ќе се организира лов. Неофицијално концесионерот размислувал да ја откаже концесијата под притисок на полициски истраги и судски постапки. Телевизија Кочани од ловци, членови на здруженијето, дознава дека имало пријави за нерегуларности против законско организирање на ловната сезона со нефункционирање на ловочуварската служба, непријавување на дневниот отстрел на ловците, учество на ловци во лов без дозвола и лов и регуларен ловечки статус и редица други аномалии. Инаку овој концесионер на почетокот од стопанисувањето со ловиштата имаше воведено дозволи во три категории на ловци со цени од 4000 денари, 6000 денари и 12000 денари, при што последните може да ловат секојдневно во текот на ловната сезона. Од друга страна, за сите изминати години ниту еднаш јавно не беа објавени податоците околу бројноста на дивечот, потоа околу вкупниот број од стрелани примероци на крајот на сезоната. Нема информации дали е вршено населување на див зајак и еребица. Со оглед на фактот дека не се знае епилогот од истражните и други законски постапки, останува неизвестно дали на двете ловишта на Текстил ќе се организира лов и каква ќе биде нивната понатамошна судбина.